Добро вечер, ова се вестите на Канал 8. Советот на општината ги усвои предлог буџетот и одлуката за негово извршување за наредната година. На седницата, што се очекуваше да има само формален карактер, односно да се гласа по предложените две точки, се разви критичка дискусија што траеше повеќе од 1 час. Општина Кочани го намали буџетот за своето работење во текот на идната година. Предложениот финансиски план што се најде пред Советот покажува дека ќе можат да се потрошат 193 милиони денари, што е за 38 милиони помалку од планираното за годината што веќе истекува. На последната седница, на која се разгледуваа предлог буџетот и одлуката за негово извршување, ваквиот тренд беше критикуван од страна на опозицијската советничка група, со оценка дека наместо развој ќе понуди стагнација во целокупното живење во општината. Значи е многу нелогично да следната година имаме помал буџет. По логика на нештата, нели секоја следна година би требало да се произведуваат, би требало да се создаваат дополнителни зголемени вредности, а не да се намалува. Значи ова е првиот индикатор дека нешто не е во ред и нешто лошо се случува во општина Кочани. Беше критикувано и планираното намалување од околу 5 милиони денари на приходите од даноци на имот, но и од надоместокот за комуналии. Значи за 2013 година имавме планирано 43 милиони денари. По ребалансот завршивме со 22 милиони и 700 денари, а за следната година имаме планирано 31 милион денари. Значи се поставува прашањето зошто се намалува очекувањето по основ на градежно неизградено земјиште. На седницата се слушна забелешка и за транспарентноста на носењето на буџетот. Баравме одговори, но ќе бидеме искрени, не ги добив. Значи сега кога ќе излеземе од оваа сала, ние на луѓето што предложиле одредена програма, ние не можеме да им кажеме дали нивната програма сега е во овој буџет. Конкретно кои активности ќе бидат преземени со овој буџет. Значи ќе се сложиме во делот на транспарентноста, овој буџет има подвалено, односно не сме коректни спрема граѓаните. Во одговорот на ова прашање, градоначалникот Димитровски рече дека општината е една од најтранспарентните во државата, затоа што бил и објавен оглас на кој граѓаните и здруженијата можеле да пријавуваат своји програми за финансирање. Од друга страна, намалувањето на буџетот го оправдуваше со тенденцијата тој да биде реален. Ние сме една од општините во Република Македонија, тоа може да го проверите статистички, која што има приближно најголеми реализации на буџет. Значи, има некои општини кои што ќе предвидат огромни буџети и после настапат со реализација од 20-30% и ништо, нема законска казна за тоа. Меѓутоа, пред граѓаните тие обеќале разни работи не може да ги реализира. Тоа е значи зошто е намален. Зошто толкова нервоза за работа која вршејќи функцијата градоначалник ви обврска? Колешката Лилјана Арсова на еден многу фин начин ви објасни дека буџетот се пари од сите граѓани кои вие сам ги трошите. Вие сте должни да давате отчет, вие сте должни да бидете транспарентни. Премалку е направено во однос на она што се соберени пари. Кочани има втор по големина буџет во регионот после Штип. Штип има 15 милиона еври, Кочани има 8 милиона, Забирка 6. Овој намален. Претходните беа поголеми буџети. Значи не може тоа што ви одговара да го сервирате на јавноста, тоа што не ви одговара го нема никаде. Забелешки за предлог буџетот имаше и за планираното задолжување на општината со кредит во вредност од 500.000 евра, за што градоначалникот даде оправдување. Третото задолжување кое што го предлагаме за 2014 година за решавање на виталните интереси на граѓаните за обезбедување на асфалт во населените места и во градот Кочани, приградските населени места и во другите населени места кои што се во рамничарскиот дел на општината Кочани. Значи за асфалт, за асфалтирање, за доведување на да секој може да дојде до својата куќа по еден нормален приод. Ние тука јас не верувам дека некој нема до својата куќа асфалт, ама има многу граѓани кои што нема до својата куќа асфалт. На крајот од дискусиите, предлог буџетот и одлуката за негово извршување за идната година беа усвоени со 11 гласови за, а опозицијската советничка група воопшто не гласаше.
На седницата на Советот градоначалникот даде и отчет за работењето во текот на календарската година што измина. Правејќи анализа на постигањата, најави нови инвестиции со странски капитал. Она што го сработи општината во 2013-та е континуитет на постигањето од изминатите 4 години од мандатот и исполнување на ветувањата дадени со новата програма за наредниот мандатен период, рече градоначалникот Радко Димитровски, обраќајќи се пред советниците во својот отчет за работата во 2013-та. Тој нагласи дека оваа локална власт направила многу, зашто потврда биле и резултатите од последните локални избори. Во 10-минутниот говор посебно го потенцираше вложувањето во изградбата и асфалтирањето на улиците, како и поплочувањето на пешачките површини и уредувањето на централното градско подрачје. Работевме на суштинските потреби во руралните места. Изградивме армирано бетонски мост на голема река во селото Полаки, го тампониравме патот до од местноста Крушка до училиштето во селото Полаки во должина од 3,5 километри. Одговоривме на потребата од канализацијска мрежа за жителите од улиците 14-та бригада во селото Оризари на 1 мај, Асно, Марко Цепенков, Маршал Тито. Ја завршивме и долго очекуваната канализација во селото Нивичани. Градоначалникот потсети на опремувањето на ски центарот Пониква, како и на воспоставената соработка со турската агенција ТИКА за подобрување на состојбата во ризопроизводството. Можности за развој на општината Димитровски рече дека гледа во продажбата на градежни парцели за домување, но и за стопански објекти, за што веќе имало и странски инвеститори. Со задоволство, прв пат пред вас можем да соопштам дека браунфилд инвестицијата на американската компанија Амфенол веќе има повеќе од 60 вработени. И холандската фирма Антура ги заврши формалностите и ги отпочна градежните работи во местноста Виничка Вада, која најавува вработувања за околу 200 наши граѓани. Овие податоци влеваат надеж за подобар економски живот на Кочани во годината што доаѓа. Во обраќањето пред советниците, градоначалникот го спомена обновувањето на дел од водоводната мрежа, искористувањето на геотермалната вода, но и унапредувањето на условите во образованието. Димитровски се пофали и за постигањата во спортот, пред се во женскиот фудбал, како и за помагањето на настаните од областа на културата. На крајот, упатувајќи честитка до граѓаните, порача празниците да ги поминат заеднички, да ја дочекаат новата година подготвени за нови предизвици и нови успеси на Кочани. Најмалите ученици во основните училишта ги добија ветените пакетчиња од општината. Беа обезбедени во соработка со стопанските предпријатија, а им ги подели градоначалникот Радко Димитровски. Најмладите жители на општината, ученици во основните училишта, му ги пренесоа своите новогодишни желби и пораки на градоначалникот Димитровски. Преку музика и песна, рекоа дека тие се иднината на општеството и затоа не треба да се заборави дека треба да ги добијат своите права. Приредбата што ја подготвија во пресрет на новогодишните празници беше благодарност што не се заборавени, при што со писмени пораки ги пренесоа своите новогодишни желби. Во подрачното училиште Никола Карев во Грдовци и во основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани им беа поделени новогодишни пакетчиња што ги обезбеди општината. Ова е една традиција која што е во градот Кочани, која што ја воведуваме, која што беше заборавена, да со нашите најмали сограѓани, со нашите најмлади дечиња, заеднички почнеме прославата на Нова година. Оваа година, како и претходните 4, значи 5-та поред, обезбедуваме во соработка со нашиот бизнис сектор, со нашите соработници од стопанството, пакетчиња за сите наши најмлади сограѓани и ја користам оваа прилика да се заблагодарам на бизнис секторот за оваа активна соработка. Градоначалникот Димитровски рече дека испорачаните желби на најмалите сограѓани се обврска за локалната власт да создаде подобри услови за нивно образование и забава. Година во општината обезбеди новогодишни пакетчиња за околу 2000 ученици во основното образование во сите училишта во општина Кочани. Новогодишни пакетчиња подели Унијата на жени на ВМРО ДПМН, која организираше хуманитарен настан пред новогодишните празници. А новогодишни пакетчиња подели и Унијата на жени на ВМРО ДПМН, која организираше хуманитарен настан пред новогодишните празници. Унијата на жени на ВМРО ДПМН Кочани пред новогодишната хуманитарна акција ја спроведе во фојето на Центарот за култура Бели Мури. Беа поделени новогодишни пакетчиња за децата со посебни потреби, кои се во евиденцијата на Центарот за социјални работи,
како приматели на посебен додаток. Унија на жени на ВМРО ДПМН Општински комитет од Кочани денеска додели околу 40 на пакетчиња на дечињата со посебни потреби. Сето тоа во организација преку Центарот за социјални работи. Ова беше последна акција на Унијата на жени на ВМРО ДПМН во годината што изминува. Во овој момент би сакала да искористам приликата да им ја честитам новата година на овие дечиња, на нивните семејства, да им посакам многу здравје, многу среќа и весели празнични денови и исто така среќа, здравје и во текот на целата година. Како на нив, така и на сите граѓани на општина Кочани им ја честитаме новата година и им посакуваме многу здравје, среќа и успех. Унијата на жени на ВМРО ДПМН изминатава 2013 година спроведе повеќе активности, претежно од хуманитарен и информативно-едукативен карактер. Опозицијската советничка група упати заедничка честитка до граѓаните по повод предстојните празници. По завршувањето на последната седница на Советот во оваа календарска година, опозицијската советничка група им ги честиташе предстојните празници на сите граѓани во општината. Желбите за успех и среќа ги пренесе координаторот Ѓорги Алексов. Почитувани граѓани, ги одбројуваме последните денови од 2013 година. Се надевам дека сите побрзо ќе ја заборавиме, бидејќи немаме добри спомени по кои што можеме да ја паметиме 2013 година. Сакам од името на Здружената опозицијска група да ја честитам новата 2014 година на сите граѓани на општина Кочани, да ја посакам убав помин, убави празници и да се надеваме дека следната 2014 година ќе биде многу по-позитивна и многу посреќна за сите граѓани на општина Кочани. Благодарам. Во библиотеката Искра беше одржана последната средба на литературниот клуб Копнеш во оваа година. 2013-та оценета како успешна од страна на членовите. Литературниот клуб Копнеш и библиотеката Искра го сумираа сработеното во изминатата година. Полна со активности, членовите се ангажирале сестрано, е заклучокот од коктел средбата на која 2013-та беше оценета како успешна. Продолживме со издавањето на билтенот, оваа година од него издадовме 7 броја, на кои беа опфатени поважните настани, тоа се одближувањата на празници, значајни датуми, а се надеваме дека така ќе продолжи и во идната година. Исто така имавме гостувања надвор од нашата општина на нашите членови и на литературни клубови од другите општини кај нас. Од библиотеката Искра посебно го истакнаа гостувањето на членовите на Сојузот на друштвата на писатели на Македонија во Кочани. Имавме гости од повеќе од 9 градови, а со оваа средба се надеваме дека ќе ја продолжиме републичката средба која пред многу години беше прекината, а ние сега сме во надеж дека таа успешно ќе продолжи од оваа година. Литературни читања, разни културни настани, средби и гостувања беа главните активности на литературниот клуб Копнеш во годината во заминување. Никола Карев е победник во машката училишна кошаркарска лига. Наградите ќе бидат доделени на предновогодишниот хепенинг. Никола Карев е севкупен победник во машката училишна кошаркарска лига. Мајсторката против екипата на Свети Кирил и Методи, што директно решаваше околу епилогот во годинешната надпреварувачка сезона, заврши со резултат 31-27. Изгледот на табелата беше познат од претходно. Прав Никола Карев пред Свети Кирил и Методи со по 10 бодови, трет Раде Кратовче пред Малина Попиванова со по 2 бода, но и подобар скор. Со мајсторката во машка конкуренција завршија надпреварите во училишната кошаркарска лига. Победника е девојчињата, екипата на Свети Кирил и Методи. Наградите за најдобрите екипи, како и за најдобрите поединци во машка и женска конкуренција, ќе бидат доделени на предновогодишниот хепенинг што ќе се одржи во спортската сала во Основното училиште Никола Карев. Со цел поттикнување на спортот и афирмација на домашните спортисти, општината организира предновогодишен спортско-забавен хепенинг. Учество ќе земат 120 учесници, каратисти, борачи и гимнастичари, кои ќе се представат со своите вештини што ги научиле изминатата година. Помеѓу тие точки ќе настапи и музичката звезда од соседната општина Виница Емил Арсов,
Влезот е бесплатен, настанот ќе се одржи на 28 декември, сабота, со почеток во 11 часот. Тоа беше последната информација во овие вести на Канал 8. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Довидување.